почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитувана колешке Сафие, садејќи оваа реплика само со една единствена цел. Првата точка денеска стигна предлог од Димитар Ковачевски, неизбраниот премиер. Тој кој не бил на избори, кој што доаѓа како адхок премиер, тој кој што 2 дена од кога беше избран за мандатар на седница на Централен одбор во СДСМ, 2 дена подоцна од владата во оставка добива државна помош за фирма која што ја основал заедно со неговиот кум. Тој истиот денеска се потпишал на документ на кој што бара разрешување на Беким Сали од функцијата министер за здравство. Зедов реплика само со една единствена цел. Зошто не го повикавте Беким Сали да дојде овде во собрание и да ги каже неговите аргументи? Само за тоа. И ако веќе сте разочарани, онака како што кажувате дека сте разочарани од оваа влада која што вие спасивте патем, разочаран е целиот народ без разлика дали се македонци, дали се албанци, сите еднакво ја делиме мизеријата во оваа држава кога станува збор за оваа влада која што познава само кумови, кумашени и државна помош за своји фирми. Зошто не дојде овде министерот Беким Сали, за кој што видовме дека после 1 месец пазарење за кој што беше сведок целата македонска јавност, долу подпишаниот на овој документ за разрешување, односно неизбраниот Димитар Ковачевски се обиде да искористи смртта како причина за разрешување. Дупло дно на оваа влада и на овој неизбран министер, па се дрзна да продава морал на телевизија и да го повикува министерот да се запрашал дали може да го продолжи својот мандат. Нека дојде Беким Сали, ама ако тој нема храброст, еве јас во негово име ќе прашам. Дали ти адхок неизбран министеру, корисник на државна помош, дали ти имаш лице да предлагаш разрешување, дали ти имаш лице да предлагаш именување и дали ти одговори овде јавно, дали се уште тактизираш да поднесеш за државна помош за твоите компании кои што треба да работат во индустриската зона во Тетово, или чекаш прво да помине оваа реконструкција, а после да го поднесеш барањето. Нема веќе тајни, министре, нема веќе тајни, сите се знаеме. Благодарам. Реплика Игор